како и секој граѓанин на Република Македонија, и јас како председател на Собранието, а пред свега и како граѓанин на Република Македонија, ја испочитував обврската граѓанска да одговарам на повикот на соодветната надлежна орган, односно институција, по која дадов свој исказ и своје видување по однос на настаните од 27 април, со тоа што укажав според моето видување, односно оно што го слушав, го видов во текот на настанот по однос на степенот на загрозеност на животите на пратениците, новинарите и сите други кои беа присутни во текот на настаните на 27 април. Мислам дека мојот исказ ќе придонесе соодветната институција да има соодветни докази и третман кон оние што со своето делување, односно неделување, придонесоа кон настанот да ги имаат тие последици што ги има, а во суштина, оно што треба да се каже, треба да се види, и од мојот исказ може да се види дека тие што насилно влегле, повеќето беа со намера да ги загрозат физичко животите на пратениците, новинарите и сите кои беа присутни во тоа време во Собранието, и сметам дека од мојот исказ ќе се извлече и соодветен заклучок по однос на формулирањето на кривично-правниот настан од 27 април и соодветно да се превземаат кривично-правни мерки по однос на оние кои што се учесници со делувањето, односно учесници во настанот и со неделувањето, имајќи предвид дека дел од пратениците со делувањето допринеле да се отворат вратите од внатре, а дел од припадниците на Министерството за внатрешни работи со неделување се учесници во кривично-правниот настан во смисла на непревземање законски надлежни действија за попречување на последиците на таквото кривично дело, и во тој контекст мислам дека ќе придонесе мојот исказ пред соодветниот орган. Што се однесува до доделата на мандатот, ме радува фактот дека господинот Иванов рефлектирал и го исполнил тоа што го очекував и во најавите претходни што ги кажав. Со тоа во крајна инстанца придонесува да не се ствара лоша пракса во парламентарниот живот во Република Македонија во смисла на одлучување индивидуално по нечија волја сака или не сака да исполнува обврски, но верувам ќе има време додека е надвор од државата со ладна глава да размисли колку он со своите постапки, односно непостапки, допринел кон состојбата во земјата во смисла на оно што се случи и на 27 април, и веројатно ќе рефлектира по однос на тоа да се освести више да не се упушти ни он, ниту било кој друг носител на јавна државна функција да не превзема обврски кои што не му припаѓаат по закон и устав, и сметам дека е ово патот кој што се отвара и формално сите оние легални процедури во Собранието да се довршат онакако што доликува на парламентарна демократија. Закажана седницата? Сега седницата зависи од мандатарот. Он сега не треба ја да имам тоа. Временска агенда е пропишана со деловникот. Онај момент што добива материјал има законски рок. Дали на таа седница ќе ставите точка на дневен ред за локалните избори? Не може на таа седница точка за локални избори. Паралелно ќе одат две седници и тоа е дозволуваат можност. Првата влада после за локални. Па јас кажав и претходно сите мостови не сум ги срушил пред себе, сум оставил можноста и пред себе да имам мост и по себе да имам мост за да можам да комуницирам со сите што треба да се комуницира. Јас сум председател на Собранието и не можам да се однесувам како личност како што смета некој, но како председател на Собранието соодветно сум оставил можноста и мост за комуникација, и таа комуникација постои и соодветно има одговори кон обврските што ги имаме. Партијот политик е јан доке и harmonizу çështjet përbërjes së komisioneve përkatëse, dhe në momentin kur të dalin me kërkesë para parlamentit, atëherë unë mund të veproj mbi bazë të kërkesës kur ajo është edhe oficiale para parlamentit.
duhet të pres oficialisht kur të kem material oficial për këtë punë. Faleminderit. Формирани ли се пратенички групи? Добивте известувања? Пратеничките групи, за да се формираат, тие што сметаат дека се дел од пратенички групи, треба да се обратат до председателот на собрание. Нема испратено дописи до вас. Јас до сега немам такво и од таа причина не зборуваме за пратенички групи, зборуваме за пратеници. Благодарам.